Јас сум функционер на Република Македонија како држава, на многу висока одговорна функција и ќе зборувам на македонскиот јазик. Ако сакате, министер, подоцна можеме и поединечно за сите имиња кои се на листа, меѓутоа ајде да тргнеме околу самата листа. Што символизира името Братска листа и која е главна порака што сакате да ја пратите до гласачите и до граѓаните на Куманово? Нека седнат представниците на листата на Демократската партија на Србите Братска листа со представниците на листите на било кој од тие. Јас мислам, не знам како бил резултатот. Јас да ги поканам сега малку и лично мора да бидам. Да ги поканам носителите на листите да се сочат со мене. Мислам. Така. Знаете како би завршиле? Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Плоштад Прес, подкаст Без пардон, 8 емисија. Денеска со мене во студиото е господинот Иван Стоилковиќ. Добре дојде во студиото на Плоштад Прес. Подобро најдов. Се надевам дека ќе направиме добра емисија. Имаме сега интересни теми. За почеток да ве прашам на кој јазик зборуваме. Еден од моите гости бараше да зборуваме на кумановски, сакате на македонски, сакате на српски. Кој е ваш избор? Мојот мајчин јазик е српски и татко и мајка ми се срби, не е ништо спорно, меѓутоа јас сум човекот што во собранието беше против воведување на така наречената двојазичност. И тоа е првата работа, и втората работа, јас сум функционер на Република Македонија како држава, на многу висока одговорна функција и ќе зборувам на македонскиот јазик. Добро. Кој е официјален јазик и на кој нашата држава? Вие сте во владата, вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците, председател на Демократската партија на Србите и глас на српската заедница во Македонија. Глас поширок, не само на српската заедница, ја бар така мислам. За мене често сте во моето студио, еве веќе 8 емисија, за мене е навистина голема чест што веќе имам министер во ова студио. Па за почеток, министре, одиме со главната тема што е во Куманово, Македонија. Локалните избори и во контекст и на името на овој подкаст Без пардон. Без пардон да ве прашам, од каде носител на вашата листа? Како дојде до таа одлука ваша? Прво и на мене ми е чест што сум тука гост во вашата емисија од многу проста причина, затоа што во последно време гледаноста на ова што го работите е сосема сериозна, тоа е првата работа. И втората работа, јас сум од Куманово, ако во својот собствен град не смеете да се појавите и да зборувате, не знам на кое место друго би се појавили и би зборувале, така да тој аспект ви благодарам на поканата. И еве ќе се обидеме да одговориме на сето она што ќе прашате, јас сум тука да одговорам. Она што е наважно, и вие померате на почеток, зошто сум носител на листа? Да, носител. Одговорот е многу едноставен. Скоро сите што ги познавам во државата, што се занимаваат со политика, би сакале да бидат носители на оваква листа како што е составена од наша страна, така наречена Братска листа од Демократска партија на Србите во Македонија, и ми е чест да застанам пред тие луѓе, да ги представувам на некој начин тие луѓе, затоа што тие луѓе, осе што се луѓе со интегритет, авторитет, сериозни професионалци, се на некој начин и луѓе кои ми поклонија сериозна доверба. А знаете, кога некој ќе ви поклони доверба, значи на некој начин морате да му се одолжите. Првото одолжување и првиот договор меѓу нас беше они сами да ја водат битката. Без моја помош, меѓутоа, после долги разговори се договоривме заради мојата препознатливост во политичкиот живот на Куманово и во Македонија и заради она што агенциите ни го дава како рейтинг од една и од друга страна, неко мојата препознатливост и видливост во бирачкото тело беше многу поголема од препознатливоста и видливоста на партијата која ја представам. Така да тој аспект на некој начин и во совет со сериозни маркетички агенции направивме една компилација на личен авторитет, партиска приказна и листа со не само партиски кандидати, него листа на професионалци и докажани луѓе во градот,
кои на некој начин не се од стариот тип на луѓе во градот, тоа се сосема нови луѓе, тоа е првата работа. И втората работа, контрапрашање би прашал, дали вие познавате некој од сегашните советници во Советот на општина Куманово и колку од нив, 30-30? 1 до 20. Ја познам 23, не повише. И сега јас сум на листата која има 31 човек кој цел град ги знае. Јас ги познам скоро сите лично и имам онака. Али не само вие, Да. значи целиот град ги познава. Ако целиот град ја познава листата која е предложена за советници тогаш, не знам зошто е прашањето, зошто сум јас тука со нив, првата работа и втората работа. 7 години во опозиција, сите тие луѓе или поголемиот дел од тие луѓе беа мои сериозни поддржувачи и луѓе кои ми помагаат да опстојам на идејата која политички ја застапувам. Така. И сега, ако тие луѓе вас не предале за 7 години на сериозни притисоци, обиди за подкуп, уцени и се што она што се случуваше, како вие сега јас да ги оставам они сами да гинат, а јас од фотелјата на вице-премиер да седам и да да гледам тоа како ве сега вие тука тоа, да ги советам, не. Го зедав бремето да го носам. Луѓето го прифатија тоа и јас искрено да бидам со голема гордост го носам тоа, затоа што искрено ќе бидам многу сум горд на сите членови на листата, просто не можам да ви кажам колку е голема мојата благодарност кон нив што прифатија да заедно да излеземе и да се бориме за добро кај граѓаните. Ако сакате, министер, подоцна можеме и поединечно за сите имиња кои се на листа, меѓутоа ајде да тргнеме околу самата листа. Што символизира името Братска листа и која е главна порака што сакате да ја пратите до гласачите и до граѓаните на Куманово? Она што е битно за граѓаните да знаат, дека на нас не ни го прифатија називот Братска листа, изборната комисија. Која беше без образложение. Сега видите вака, ако може политичка коалиција да има, условно кажано, свое име, како е коалицијата на СДМ, како се вика, и така натаму, па коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, кај што ние сме членови и се исто има свое име, ние како политичка партија, која е во коалиција со граѓаните, кои не се само од Демократската партија на Северна Македонија, не можат да имаат, условно кажано, име на листата. Таа листа е препознатлива поради тоа име, затоа што составот на листата е без оглед на тоа што добар дел од презимињата завршуваат на ич, е повеќе национално. Многу македонци на листата. Имам сериозни поддржувачи од страна на ромите, имам сериозни поддржувачи од страна на бошњаците. И сега не знам која би можела да биде друга примедба, осим ако не сте нешто посебно сега тука насторен да предизвикувате некаква си фама околу приказните и така натаму. Ако ги знаете како и сега тоа е сега од една страна можете да го толкувате така, од друга страна јас многу ќе бидам искрен со вас, јас тоа го толкувам како чиста завист. Знаете што е зависта? Да, поверете. Па зависта е што нивните луѓе и нивните кандидати никој не ги знае во градот. Само првиот, може би евентуално вториот, другите не ги познават. И ако ги погледнете листите на нивните кандидати, скоро сите доаѓаат од по една институција. Значи, кој каде си имал влијание и си имал своји луѓе, тие луѓе си ги ставил на листата независно од тоа. За разлика од листа која јас се представам, таа е листа баш онака широка основа на луѓе со сериозни авторитети и интегритети. Значи да не почнем да набројувам. Само ќе ми дозволите кратко да ве прекина. Дали мислите дека и затоа е оној главен атак многу доктори? Еден мој поранешен соговорник тука кој седеше на иста маса крши мене, као зашто се спремаат Братска листа доктор. Кој е ваш став? Бидејќи од сите критики на листата беше дека има многу доктори. Па доктор беше градоначелник во 3 мандата на градот. Да, гинеколог. И сега тоа не им сметаш. Тоа не им, да. Значи смета сега кога докторите се на другата страна, односно не доктори како занимање, туку доктори со интегритет. Луѓе кои се познати во градот, луѓето кои не се обрукале со ништо во градот, луѓето кои едноставно се, ајде кажам нешто, дел од тој градски амбиент. Доктор Владимир Митич, Думац, кој е еден од
можеби најсериозните луѓе кои поранешен пратеник бил председавач на Советот. Тоа беше во првиот кога се донесува историски одлуки. Човекот беше председавач на Советот. Да. За разлика од сите други кандидати на советски лист, многу добро знае како функционира Советот на општина Куманово, знае што е генерален урбанистички план, детален урбанистички план и сето она што се однесува до процедура за работење на Советот на општина, што многу од листите на кандидатите, и ќе бидам малку подиректен, немат појма. Тука е овај гинекологот Срđan Ѓорѓевиќ. Така. Со сериозен број на пациенти, со сериозна професионална кариера. Тука е доктор Бован Јачимовиќ, стоматолог, со своја стоматолошка ординација. И она што е многу битно, ова не се само лекари по системот доктори кои така имаат некаква титула, тоа се луѓе кои не се од системот на тата, мама и бате, туку сами се пробивале во животот и сами ги направиле своите кариери на основа на нивниот квалитет. Така да мене ми е често тие луѓе се тука и приметбата воопшто не стои. Која би било приметба на некој што е супер квалитетен, што успеал во животот, без тата и мама да го поддржуваат, а направил сериозни успеси во животот. И последна работа. Тие не се во политиката да направат некаков бизнис, па да нешто тука да прават некои приказни за себе или одесно. Тие луѓе се лукративни причини што би кажал. Тука се тие дојдени да помогнат. Ако ништо друго да помогнат на листата, да помогнат на градот, едноставно на себе тие не можат да си помогнат, тие се успешни во се. Тие се со сериозни материјални примања, тие се сериозни и успешни во своите кариери и не знам што е проблемот. Ви реков, јас мислам дека главниот проблем е сепак зависта. Па јас само да уште малку на таа тема, јас приметив бидејќи помеѓу нонстоп сум меѓу луѓето коментирам, викам добро, осим што имате коментар дека се доктори, што друго? Обично зачитуваат. Него како дали знаете како се да? Поведе. Тука има уште доктори. Јас не ги споменав. Тоа се две сериозни дами. Ги заборавив. Ги заборавивме, али знаете како? Овај Гордана Николиќ е можеби најпопуларната лекарка во Куманово, можеби сите овде што сакаат да зборат. Така. Таа е омилен лик во градот. Јас тоа искам да бидам, ја познам целиот живот, со нејзината сестра, со школски другар од прво одделение. Јас уопште не сум бил свесен дека Гордана е обожаван човек во градот. Стварно не сум имал таква представа, затоа што ја знам цел живот. Ако се вратиме сега и на, како се вели, и на вториот дел, што може би навише ги боли. А тоа е? А нив навише ги боли Рената Чушкаровска Пандуровиќ. Да. И сега болката што не може да ја преболат, јас, извинете, не сум лекар да им препишам било што, али за таа болка што ја трпат, меѓутоа Рената Пандуровска е ќерка на еден од најистакнатите кумановски политичари било кога. Истинат кумановски градоначалник, познат во градот по добри дела, од една работа и од друга работа. Рената е сериозен професионалец со својата работа, магистар и слично. И оно што е многу битно. Дава ширина на листата. И листата добива квалитет кој другите го немаат. И сега кога немате вие квалитет на вашите листи, кога вашите листи се, мислим, да не бидам погрешно сватен, па смешни. Па смешни се, па ајде да ги споредиме, нека седнат представниците на листата на Демократската партија на Србите, братска листа, со представниците на листите на било кој од тие. Јас мислам, не знам како е бил резултатот. Јас да ги поканам сега малку и лично мора да бидам, да ги поканам носителите на листите да се сочат со мене. Мислам. Така. Знаете како би завршиле? Јасно ми. Мислам, немој да, мислам, без преценување, без ништо. Јас сум долго години во политиката, да не кажам, ги совладав тајните на политиката, тајните на системот. И сега замислите некој прв дојде, сега треба вие да седите на маса со него и да разговарате за сериозни проблеми. Мислам дека се далеку под нивото кое е потребно за Куманово, затоа што Куманово веќе подолго време го изгуби нивото на политичкото представување. И кога се изгуби нивото на политичко представување, кога вие не ги познавате советниците во градот, кога јас не ги познавам советниците во градот, тогаш ние што зборуваме? Значи, ние зборуваме дека системот на представничка демократија е изопачен, дека на нас не ни се битни кои се советници во градот, него ни се битни тие кои ќе гласат црно е. Црно, иако е бело. И обратно. Бело ќе гласат, иако е црно.
Така. Тие луѓе се потребни само заради некој друг да остварува одредени интереси. Така. А никој не ги познава во градот. А овдека имате луѓе кои сите ги познаваат во градот. Не можете на ниту еден, јас не можам, на ниту еден од нив да му кажам ако е нешто бело да биде црно. Нема да прифати. Тоа се луѓе со интегритет, тие се луѓе со размислување. И сега, да дојдеме до крајот на приказнава, ако овие луѓе за кои зборувам со тој интегритет и авторитет влезат во советот на општина Куманово и на некој начин ја вратат представничката демократија во Куманово на локално ниво, каква што треба да биде, тогаш ќе престане политиката која веќе долго време е практика во градот, тоа е ние имаме градоначелник кој е шериф, Така. а советот не постои, односно советот е само гласачка машинерија. Јас сметам дека ние работите треба да ги сретиме. Обратно? Обратно. Да. Дека советот треба да си ја преземе главната улога и шерифот да биде под контрола на советот, а не обратно. Јас сметам дека ако овие луѓе поминат, дека шерифската функција ќе биде поприлично ставена не само под лупа, него туку под сериозна контрола. И главната порака до граѓаните на Куманово да дадат поддршка на листава баш заради тоа. Така. Да расчистиме со шерифската политика, да ја вратиме на некој начин суштината на представничката демократија на дело. Да ги видиме луѓето кои го представуваат градот. Да ги знаат луѓето. Луѓето мора да знаат кој во овој град ги представува. Не може луѓето да бидат непознати, а да одлучуваат за судбината на градот. Так. Просто тоа е невозможно, мислам, не функционира. Јас сум долго години во политиката и сега ќе искажа, а зашто ова не си го зборувал порано? Па сум ја чекал својата шанса. Не била прилика, никогаш не било дозволено, имало милион пречки, не можело до крај да се изведат некои работи. Дошла состојбата и дошло времето, сега ова да биде, условно кажано, изнесено во јавност. Так. И како обид да ги свртиме работи, односно да ги ставиме работите во визиска насока. Колку ќе успееме, зависи од поддршката на граѓаните. Таа е идејата во суштина. Јас во тој контекст само малку да ве дополнам, министри, кога разговарав и со некои мои претходни соговорници околу тоа како се прават листите, бидејќи ќе ми дозволите мала дигресија, на еден од моите соговорници му кажав дека има впечаток како СДСМ воопште да не ја третира битката за Советот како нешто сериозно, самото ставање на луѓе на листи како нешто што е многу важно, од тип мора да има некој од млади, мора да има жена, едноставно веројатно ќе биде предизвик во иднина и во наредниот изборен циклус, ова се свати многу посериозно од вашите политички противници, да се направи една сериозна Советот да го добие оно место што го заслужува, како што вие зборувате пред малку. Ама они сега кукаат. Да. Они сега кукаат и се жалат и наваѓаат проблеми и мани таму каде што ги нема, само заради тоа што некој пред нив издегол со ваква идеја и на некој начин ја представил на Кумановската јавност. Секој на Кумановската јавност се реагира. Реакциите се, ова е нешто ново. Така. Ова досега не било така. И затоа отприлike некаде се створи некаква си фама во јавност дека таа листа е супер квалитетна, што стојам со две раце можам да потпишам од една страна и од друга страна, таа листа е нешто ново во Куманово. Јас сакам да бидам многу уште подиректен да бидам, уште по-безпардон да кажам. Без пардоне, поведете. Оваа листа е за републички избори, а не за локални. Да сме живи и здрави, ќе имаме прилика. Не, сакам да ги кажам за квалитет. Кога станува збор за квалитет на луѓе. Да. Овие луѓе се за републички избори, за републички парламент, овие избори не се само за локално ниво. Толку е разликата во квалитетот на она што сме го понудиле на граѓаните на Куманово во однос на она што другите го нудат. Сепак одлуката на крајот е на граѓаните. Ние сме тука да понудиме. А може би приметивте дека од наша страна немаше лош збор против никого. Да, имате позитивна кампања. Значи, се занимаваме само со она што е интерес на градот, се обидуваме да се представиме на најдобар начин. Другите воопшто не се во, условно кажано, во нашиот видокруг не влегуваат. Воопшто не сме заинтересирани за нив, затоа што сето она што го работат е нешто што се работело многу години наназад и уиграна шема и тоа веќе не функционира. За мене велат дека е Иван таму, се шета, пиде вамо и така се комуницира со. Да, ја види Иван секаде, меѓутоа Иван учи. Иван донесе еден нов пристап во политиката, кој се они уште него
Ја ви тврдам дека нови избори, они се уште не го утврдили овој начин на водене кампања кој ние го работиме, а морам да бидам искрен, не оди одлично. Ќе дојде време. Да, ќе дојде време да се живи здрави. Да сме живи здрави. И они да се живи здрави. Така, не е многу. Ќе видат како е. Не е многу. 19 е близко. Не е многу. Ајде сега јас малку ќе да видам од колку овие прашања други што ги испремив за вас. Каде сметате дека локалните власти најмногу потврди, што прво би смениле ако ја добиете довербата од граѓаните на Куманово? Генерална промена кога станува збор за било која власт, не само за оваа власт. Кога ние учествуваме, не е никаква тајна. Так. Како коалициони партии, не е спорно тоа. Проблемот е што вие вака тргнувате во приказна, ние ќе направиме се. Од семински летала што ќе летат по Куманово до, условно кажано, најсериозни сообраќајници и слично, што воопшто нема врска со реалност. Например, ќе прочитате во програмите на сите, напишале во Куманово децата не може да одат во градинки и сега на нас ни треба 3 градинки. Овој велат ние ќе направиме 5, ние ќе направиме 3, ние ќе 6 лицитираат со бројки. Јас сега на граѓаните на Куманово ќе кажам на вистина. Во Куманово се потребни минимум 3 градинки. Точно е тоа. Да. Меѓутоа, јас се тврдам, јас знам, Куманово нема финансиски можности да изведе таква операција. Тоа е број 1. Број 2. Било која градинка денеска да почне да ја гради, за колку време ќе ја заврши? Минимум 3 до 4 години. Так. Што ќе прават луѓе до 3 до 4 години? Затоа ние имаме стручњак кој вели вака. Да, не е спорно. Тоа е потребата на градот, меѓутоа во овој момент тоа не може да се изведе пошто ние не можеме да чекаме толку многу долго време, а имаме капацитети како да го решиме проблемот со еден посериозен, постручен пристап без накладни трошкови. Тоа е голем дел од училиштата во градот се празни, полупразни. Така. И тие капацитети би можеле да се користат. Зошто тоа да не се направи? Зошто секогаш да се оди со ветување кое во најмала рака е неостварливо и ќе ги дочекаме следните избори? Јас ви тврдам дека повторно ќе видите приказка. Ќе направиме 3 градинки, ќе направиме, а во сушност ништо нема да се случи. Јас во овој контекст морам да кажам нешто чисто заради себе, министре, бидејќи ме критикуваат дека во овие мои јавни настапи понекогаш претерувам. Меѓутоа јас уште од првиот подкаст кога беше советникот од Советна општина Куманово му кажа дека кампањата е нереална и дека ние вместо да пуштаме 3D клипчиња и да ветуваме се и се што треба да водиме со некоја реална и го кажам тоа дека ние стварно имаме училишта кои се празни, имаме пад на број на ученици, сега на 1 септември драматичен. Да, страшен пад кој е, мислам тие бројки се страшни, ние ваму се расфрламе со бројки ќе правиме таму, ваму, а имаме згради кои можат со пренамена да се направат да бидат многу побрзо во функција. Сега тоа јавноста беше доживеано како некаква хајка од мене, а од друга страна јас мислам дека беше од моја страна беше само реално гледање на работи. Али вака, значи чиста лага е. Да. Значи не станува збор дека вие сега нешто тука изидувате. Значи лага е. Да. Не затоа што е лага некој, значи не е потреба на градот. Да, потреба е на градот, како добра желба. Али решението не е на таков начин. Али решението не е изведливо на краток рок. Так. Што ќе правите идната година? Пак имате проблем со упис на децата во градинките. Да. Како ќе го решите? Како ќе го решите? Ќе направите нова градинка експресно. Па требали да се најде локација. Па требали да се направи, да се урбанизира локацијата. Па требали да се промени урбаничкиот план. Так. Па требали да се распише тендер за изведувач на работите. Па знаете колку е тоа сега временска процедура? Па тоа трае со години, па тоа не е еден ден работа, ама луѓето знаете како, луѓето малку знаат, ама некои работи малку треба и да им ги објасним, кажете како стојат вистински како стојат работите, а не како јас сакам. Ја би сакал на вистина да има Куманово во момент 3 градинки, би бил презадоволен, би сакал сите патишта во Куманово да се проводи, би сакал во Куманово да има простор за паркирање, би сакал во Куманово да нема сообраќајен метеж. Да. Ама ја видите дека има. Да. И сега кога прашувате што не су задоволен, затоа што не су задоволен од, ќе ви кажам, највеќе не су задоволен од тоа што од сообраќајниот метеж кој постои во градот. А чаре тука? Па имате две. Сега мора да се доближите, како, мора да им доближите на граѓаните да им кажете како стојат работите. Ајде, повели. Знаете, имам таму висока политика, таму пуште го не разбира, јас
И кажам, и да се повторам сега. Јас имам 2 пати понуди да се кандидирам за градоначелник од сериозни партии и така, во војната. Јас денови сум го шетал градот. Јас сум во центарот на Куманово. Да. Јас знам се за градот. Буквално се за градот знам. И знам сите улички, да не кажам дуќанчиња, се што треба да знам за градот знам. Например, Куманово има, ајде да се вратиме сега но Куманово има два сериозни проблема кои стануваат збор за сообраќајот. Тоа се така наречени тесни грла за функционирање на сообраќајот. Едниот е мостот на Срдорек. Ќе видите дека и од едната и од другата страна коловозите се широки, се додека не дојдат до мостот. И на мостот настанува стеснување и знае да се чека по 5, 10, 15 минути, па кога има некојаш камиони и повеќе се чека, затоа што тука има стоваришти и слично и не може да се помине. А втори? Да завршиме. Да. Тука решението мора да се направи проширување на мостот. Тоа треба да биде приоритет број 1. Мислам, кога станува збориме за сообраќај. Вториот дел е тука да видам искрено само кратко да прекинам, јас сум стручен, меѓутоа тоа мене не ми изгледа како нешто што е тешко остварливо, онака тој знаете како? Па јас затоа велам, ние не ветуваме сега кули градови, ветуваме тоа што најреално што може да го олесни функционирањето на градот. Знаете, јас не зборам овдека за свемирски бродови. Јас зборам само за она што може во овој момент ургентно, без поголеми трошкови, да ги ослободи на некој начин проблемите кои се јавуваат во градот, а кои се лесно решливи. Вториот проблем, второто тесно грло е Илинденска. Да, Илинденска е хаос. Поедете, еве не сте од Куманово. Поедете од Илинденска према дојдете до комитет, улицата нагоре е затворена, ова идете овамо по Илинденска и поминувате 10 минути, па мора да свртите лево да излезете на улицата, да пројдете например према Соколана. Кирил и Методи што Кирил. Покрај така се вика улицата. И тоа е сега проблем на функционира градот. Да. А знаете ли што ќе се случи за година дена, претпоставам? Се гради зграда на Толи Зордомис. На сукачето кога ќе свртите од Илинденска да излезете кај изгорена школа. Таа тука ќе биде голема зграда. Сега замислите, огромна зграда, нови возила, нови луѓе. Па како ќе се поменува тука со возила? И кога? Ќе се чека пола сата да се помине со возила. И тука има решение. Мора Илинденска да се спои со улицата Гоце Делчев, мора да се направи промена на урбанистичкиот план по секоја цена, за да може да се на некој начин ослободи, каде би можело тоа. Да може да се ослободи со има простор. Има простор тука. Може има простор. Добро. Имам само луѓето треба да размислуваат и да размислуваат како да ги решат проблемите, не на памет. Сега ја знам, они ќе нападат, ама знаете кука, тој треба да направиме спогодба со тие што треба да бидат срушени, па треба да се плати надокнада и така натаму така. Не, тука па државата ако не е спремна, се извинувам се, ако не е спремна државата тие работи да ги решава. Тоа што збориме ние. Се сеќавате вие на улица 11 октомври, долги низ години имаше зграда на центарот на улицата, заради тоа што државата не сакала да плати одштета. Па државата мора да плати одштета заради тоа што мора да обезбеди функционирање на градот. Затоа власта е затоа тоа. Власта е присутна тука само за да обезбеди да функционираат работите, а не само да се сликаме и да ветуваме дека ќе направиме кули градови. И сега, јас знам дека после овој разговор, сега ќе припак ќе почне, па тоа не можело така, па не било така, а ја ви тврдам, не постои друг начин. Инаку, ја ви кажувам дека градот на центарот ние ќе го не затвориме, него ќе го пребукираме. Ќе го угушиме. И ќе угушиме градот и градот нема да може да функционира. И сега тешко функционира. Знаете, во Илинденска во ударни термини дека чекате и по 5-10 минути да се спуштите долу на Гоце Делчев, како што чекате и 5-10 минути по Илинденска да излезете кај изгорена школа. Така. И тоа не е тесно грло. Баш ме интересира. Тоа не е тесно грло во градот. Па сега да се извинувам, мислам, тие урбанисти таму што работат, што размислуваат? Па тоа е нивна работа. Меѓутоа проблемот е поново се враќаме на начинот на кој функционира било која власт до сега. Како ćemo? Лако ćemo. Ќе изгласат они таму. Многу лесно се они договараат, знаете, кога треба да се изгласа некоја нова маркица за град без слично. Тоа договорот оди многу лесно. И тука во оваа група ако влезе, тука мора да се направи една одлука на мораториум на градба во
во централно-градско подручје на подолг временски период, затоа што ние ја изгубиме душата на градот. Така. Кумано, она што, јас сум поприлично стар, Одамна памтам, Кумано ги изгуби сите своји важни објекти, сите своји стари фасади. Да. Се е на некој начин препуштено на не само на забод на времето, туку и на забод на урбаната мафија. Да. Која си ги прилагодува према собствените потреби. И ние на некој начин изгубивме душата на градот. И сега знаете како, ако Кумано претвориме, односно ако изгуби таа своја препознатливост. Така. Ако биде условно кажано бетонски кавез. Тоаш која е целта, зошто се занимаваме со политика? Зошто јас сум дојден одека кај вас да зборам? Так. Заради тоа што сакам да се представам. Па јас сум во македонската јавност доволно сум представен. Него сакам да помогнам, да видам и да покренам прашања, да видам. Дај да пробаме да ги решаваме работите. Не да кули градови да правиме, туку во прв момент да го олесниме функционирањето на градот. Значи градот мора прво да профункционира, па за да можеш да ги решаваме проблемите. Да почне да диши. Ако не може градот да профункционира, кој проблем ќе решите? Така. Еве се отворено. Кој? Она брука, па Чоробенско чоше што. Па ја го напишав и по програмата имаме. Па знаете ли колку години дреме Чоробенско чоше поранешта кафана Симерони. Сега памтам кога се оне срамен паркинг и така натаму и така натаму. Колку години не е решено тоа? Па тоа трае со децении, не знам. Па тоа ве прашам. Па не ли е дојдено време да се реши? На време. Али знаете како се решава? Ајде повелете. Кога имате власт? Кога власт сака да го реши проблемот. Така. Знаете како? Пошто долго години сум пристан. Добро. И добро го познавам системот. Дури перфектно. Од позицијата на која се наоѓам, не сум случајно таму. Кога државата сака нешто да направи. Нема сила која може државата да ја спречи во изведувањето на она што го номила. Државата очигледно не сака, е калкулира. Добро. Што сега не сака да исплати некој, или со некој не може да се договори, или некој друг не е покажал некоја си амбиција, па имаме ние планови за таму, некој кој може би ќе ни нешто донесат, некаков си бенефит, бизнис или слично. Така не се решаваат проблемите во градот. Ви го тврдам ова најодговорно. Дека? На крајот на краишто ова што го зборам, ќе го слушаат луѓето околу, па ќе проценат дали сега овој дека дошол тука па треска глупости, или овој зборува како градот да функционира. Затоа што јас го знам градот поодамна и знам дека градот функционираше. И знам, например, дека градот порано кога паѓа дождови немаше поплави. Сега кога падаат дождови, пола град е поплавен. Не е он поплавен, градот не е поплавен. Куманово на води. Не е градот поплавен од тоа што има многу киша. Да, понекогаш има многу тоа дожд. Да. Не е спорно. Меѓутоа градот е поплавен заради тоа што фекалната и водоводната инфраструктура канализациона се правени за град од 30-35 становници. Сега Кумано е 100.000. Така. А ние се уште немаме план како ќе го шириме градот. И на каде ќе го шириме градот? Напротив, градиме само во центар. А во центар се знае. Значи го уништувате стариот град, го блокирате сообраќајот и правите сообраќајен метеж во градот и правите проблеми, едноставно градот не може да се функционира на најдобро можен начин. Ајде да ја видам сега, што ќе ми кажете. Затоа што нема начин или не е утврден план како градот ќе се шири. Имате, например, Никојски пут, градот сега се шири натаму, со ниту еден решен комунален проблем. Страотија, еве јас разговарав со некој тие луѓе дојдоа кај мене, страотно е. Тоа е сериозно, значи сега јас не сакам да го критикувам никого, само да го напоменувам проблемот кој е сериозен. Ако го веќе ширите градот, односно ако градот самостојно се шири на таа страна, па мора да му обезбедите ви услови. Така. Инаку ќе дојдеме во ситуација она што ни се случи во центарот на градот. Реката да не биде извор на зараза, здравствени проблеми, екологија, срамота на градот и така натаму, да не зборам. Значи, јас овдека не зборам, повторно се враќам на почетокот за кули градови. Него за реални и остварливи. Јас зборам оно што може да се направи само со добра волја и тоа брзински. Ова баш звучи онака реално. Баш ме интересира, имам некои пријатели кои живеат на Кирил и Методи и јас секој сабајле кога одам тука да носам дете на граница, наставно тоа не се диши. А и они кои живеат тука велат кола врз кола немаме мир. Ова што го спомнавте со повржување на Линденска со Гоце Делчев,
Звучи онака како Ама одличен проект. не видите вака. Не е ништо спорно. Може би урбанистите ќе смислат нешто ново. Така. Али самиот факт дека се гради нова голема зграда на улица Толи Зордомис, која дополнително ќе го оптерети сообраќајот, укажува дека или денеска веќе е мртва. Не е функционална за сообраќај, ме разбирате? Да. И како ќе го решите тоа вие? Ако сакате го да решите идната година кога ќе почне таа зграда веќе да функционира, ќе морате да мислите однапред. Така. А не да мислите после, ај ќе направиме прво зградата, а после ќе видиме, ако има многу сообраќај, ќе го решаваме проблем. Тоа се реша се однапред, значи антиципирате она што е проблем. Пошто тој проблем доаѓа, не можете да го избегнете. Пројдете од или денеска свртете со коли, видите дека веќе се почнати градежни работи на Толи Зордомисо на зградата што е на ќошето. Да. Пред да излезете на ова. Таа зграда, знаете како денеска брзински никнува. Да, преку ноќ ќе биде. Преку ноќ и што ќе правиме сега? Замислете сега. Карикирам. Да. 6 спрата по ајде да кажеме по 8 стана, 50 стана. 50 стана, 40. Тоа се минимум 50 нови возила. А некој семестри и по две а може возила. би и дупло. Како време дојде, може би и 100. Што ќе правиме с тие возила? Тие возила ќе морат секој ден да влегуваат и да излегуваат тука. Од каде? Кој ќе биде патот? Така. Знаете, ние како да кажам, некој не водел ред, него рекол, ајде тука ќе направиме ние зграда, ќе упишеме, некој ќе направи некој бизнес лево десно, а не сметат дека улиците во градот ќе бидат закрчени. Така. И сега, знаеш, овој зборува, сега Иван зборува, Иван е крив. Океј, нема проблем, ја признавам дека сум крив. Ама тој проблем ќе се реши, односно ќе биде проблем и за наредните генерации. И јас ова не го зборам за себе, ја го зборам за градот. Така. Ако градот смета дека тоа не е исправно, океј, нема проблем. Се согласувам, меѓутоа, не сум баш сигурен дека ова што го зборам нема реална подлога и реална основа и не бара итно решавање. Мене пак ќе кажам кратко, мене ми звучи онака како доста реално и остварливо. Меѓутоа додиме и на без пардон и на другите теми. Да видим само што докаде стигнавме. Може да одиме сега малку и на вие сте и дел од владата, вице-премиер и кажете ми околу тоа. Имате таму друга позиција, други обврски, друга одговорност. Како министер за односи меѓу заедниците, како ја гледате реалната состава? Имаме ли ние вистински соживот и како гледате на таа работа во Македонија? Јас влегов во Министерството кој беше седиште на длабоката држава во Македонија. Некои кумановци знаат, некои не. Кумановчани, да видиме по-така граматички исправни. Добро. Седиште на длабоката држава, кога кажувам, ова е мислам многу сериозно. Значи, комплетна логистика на една политичка партија сместена во една зграда владина од 6 спрата, со сите како да кажам, позиции кои и гарантира да биде тоа што е, а тоа е длабока држава. Значи, од седиште на, условно кажано, информативни гласила, сајтови, центри за пропаганда и слично, па до, условно кажано, овај најслободниот дел. Така. Така да, беше сериозен предизвик. Сега луѓето мислат тоа лесно, да вие земете министерство кој има по систематизација нега 2000 и нешто, да немате повеќе од 5 македонци во министерство и така натаму и така натаму. Меѓутоа е после година и пол дена. Ако барем ништо имам сатисфакција во животот, скоро сите работи се при крај да се разрешат, да министерството добие бројка на вработени 100, систематизација за 100 вработени. Еден дел се трансферирани по програмите К5 и понешто се вработени по законот за работни односи по ЗОРО во органи на државна управа. А кој ќе усвоиме систематизацијата веднаш по завршувањето на локални избори, некои ќе се отиде дома. Ќе има отпуштања? Па ние утврдивме некако си бројка дека не треба да биде повеќе од 40%, кај мене ќе биде многу повеќе, мислам дека околу 80% ќе биде.
80%. Па не можете, не можете да функционирате вие. Сериозна брека. Ама вие не можете да функционирате. Така. И сега јас знам дека тоа е сега простор за атак, за... Ама ја на нова година сега на премиерот да му поднесам извештај дека Министерството му е коцкано, спакувано, дека може да го води од утре натаму кој ќе посака, затоа што ќе дојде во нешто што е средено, што има документација и така, што нема криминал, што и така натаму и така натаму. Сега бев воедно, сега бев во тука. Сега кажам, ја одам сам, не користам обезбедување. Иако ми припаѓа службено обезбедување, службени возила, пратња, да не ми кажам. Ја ги гледам по градот и порано се гледа, сега сум ги гледал, ќе поминат со возила, па ротации, па обезбедување, па ќе се... само кратко да ве прекинам, бидејќи имате таа информација од прв рак. Дали е точно она што сум ја слушнал дека вие, бидејќи тоа е протокол за обезбедување на лице, дали вие немате право да им кажете да не ве обезбедува, бидејќи ако така кажете, едноставно тоа беше шестата управа ли беше задолжен, дека фактички што ќе прават луѓето вработени таму ако сите министри. Не, ја немам право да им кажам. Имате право. Не, јас немам право да им кажам, затоа што тоа они го работат по службена должност. По службена должност, да. Меѓутоа сега дајте како, ако вие сте веќе тоа штитено лице, вие побирате на некој начин како ќе бидете штитени. Ја ги не ги сакам во мојата близина да се појавуваат. Знаете како, они кога одат, знаете како, оружје се одби, па се чисти простор, па и ако го тоа работат неприметно. Кога ќе мора, видите вака. Кога ќе одам некаде, тоа така мора да функционира. Ја не сум знаел. Вие знаете, сум дошол таму функција каде што не сум имал сознание како функционира. Меѓутоа, знаете како, мора да има претходница, па едно, па друго, па трето. Јас сум ми рекол, не, тоа нема да има, ќе има само тоа. Ротации никогаш не смеат да се упадат, осим ако не е нешто ургент, па да мора. Мислам дека досега нешто еднаш после година и пол не сме ги употребиле, затоа што и ти си од Куманово и јас од Куманово. Така. Излези надвор, молим те ќе да станеме заедно. И нека пројде некој со ротација. Кажи ми прво што ќе кажеш. Обично реакцијата е во кој филм е? Сериозна псовка, е, нели? Да, сочна онака. Без пардон, нели? Така, без сериозна псовка. Сериозна псовка. Јас знам дека и вака ме псујат. Да. Така би ве псујали уште повеќе. Они нема ни да знаат кој ќе помине. Него односот на граѓаните, како ја кажам, степенот на толеранција кон таквото однесување е се понизок. Луѓето не прифатат више тој на тој начин практикување на власта. Ние сме главните тука сега, ние знаеме. Ја можам да се паркирам со 6 возила од некаде од центарот кој ќе сакам да пијам кафе и да го блокирам целиот сообраќај. Така. И знаете што ќе личи тоа? Срамота. Тоа за мене ќе биде срамота. И ја не дозволувам тоа воопшто да се случи и никогаш нема да се случи без оглед на функцијата што ја вршам. Невозможно е. Јас си доаѓам, сам си паркирам, си плаќам паркинг. Они доаѓаат, имаат тоа периметар кај смеат да се движат. Не смеат да влезат тука кај што ја не им дозволувам. Меѓутоа морате и нив да ги сватите. Јас пуно пати така се претерам. И шефот обезбедување вели, окей, се е проблема, ако ти се случи нешто, знаеш дека ќе изгубам работа. И сега морате да наоѓате. Затоа ве и затоа морате да наоѓате некаде, како да кажам, некаде баланс помеѓу тоа да не бодете очи и од друга страна да овозможите луѓето да си вршат својата работа. Така. Али во секој случај се на едно многу пониско ниво, по-људски, по-човечки. Затоа што јас знам искрено дека на мене многу ми сметаше порно кога ќе дојдат, ќе се паркираат во центарен градот, се 5-6 возила, па ќе вклучат ротации, а не во порешен свет и не во Куманово се знаеме, ќе кажеш бе, ти ли ротации, дај бе жити, мајга, дај. Тоа сте потpuno. Дај бе, шетај тамо или шетај. Сочна псовка обавезна оди со ротации, да. Мојот коментар е, види, ти ли? Видиш, шетај тамо, мислим. Пошто знам дека сличен коментар ќе биде за мене, подобро да не дозволам такво нешто. Затоа јас и ве прашав во тој код, меѓутоа не се навраќаме, бидејќи ние од друга страна не ги знаеме баш како работите однатре. Ние обично мислиме дека шеста управа едноставно министре сакале, нечеле, ние мора да ве обезбедуваме и дека едноставно така. Дека тие си работат нивната работа и дека Јас тоа нивото го спуштам на пониско ниво, по-неприметно. Така. Ние влегуваме сега пред некој ден службено во Бела Дворска. Организираме нешто многу битно, една конференција за декември, тоа бизнес, еден форум огромен. И сега они
Сега како кажам, идат сите, али се гледа сега, како кажам, значи се тоа. И ја викам, а влегуваме во еден многу познат ресторан. Ја викам, жити се нема, само бидете невидливи. Да. Само све окей, само бидете невидливи. Значи нека што сакате правите, некој нека влезе 5 минути порано, некој не. Да. Али ве молам, само да не бидете видливи затоа што ми е срам, ја ги познавам тие луѓе таму. Така. И сега кој гледам, прво што ќе се случи ќе биде Добро, министр. шала на мој рачен. Така. Сам- Ајде, министре, сега одиме малку на некои други теми. Како според ваше мислење живее денес српската заедница во Куманово и Македонија? Како сите што живеат во Македонија. Со сите добри... Лоше, недостоинствено. Знаете, ние наследивме држава која е руинирана од темелот, знаеш. Знаете, кога имаш сега скоро еден настан по повод ајде се вратам, по повод денот на независност на Македонија 8 септември. Добро. И Христијан Мицкоски држеше еден говор во Каде? во Македонската филхармонија. Добро. И мислам дека ако некој сака да добро да ја запознае со историјата во Македонија, тој говор некако погледа. Некако прочита, некако прослуша на видео и така натаму. Он таму многу добро. Мислам дека е тој еден од Подобрите говори. не само од подобрите говори, него тоа е една од подобрите анализи на состојбите во кои се наоѓа македонската држава. Што ќе извадите тоа сега за нас ова вече? Па нема што да се извади она што е загрижува, мислим работите се очигледно има веќе тргнате за мајецот, се случуваат многу работи ми. Тоа што е битно и што мислам дека не треба да се случи, тоа е граѓаните да изгубат од една страна доверба, а од друга страна да изгубат трпение. Затоа што ако се изгуби довербата и ако се изгуби трпението, последиците може да бидат многу посериозни отколку што може да го замисли обичниот човек надвор на улица, и јас сум должен тоа да го кажам. Ние ако се доведеме како држава уште еднаш да немаме фул контрол врз полна контрола врз собранието и врз владата, тогаш правецот двонационална држава и сите други политички кризи ќе не задесат како еден и еден. Затоа потребна е внимателност, воздржаност, трпение. Нема да мислите дека ние таму што сме некои процеси во државата не ги разбираме, меѓутоа знаете како, имате сериозни ограничувања некои работи понекогаш да спроведете од многу причини, не се само внатрешни, туку и надворешни, така да тој аспект, тој баланс помеѓу она што треба, што мора и така натаму, морате сериозно да го мерите, да не направите посериозни штети на државата, така да работите се многу посериозни, јас искам да бидам пред Кумановци да си признам. Не сум мислел дека е баш така, искрено. Се дека не сум дошол до ова место каде што изворот на информација и случувањата се многу и сознанијата се многу поголеми од она што порано сум знаел. Знаете, вие сега условно кажано знаете се на некој начин. Нормално не знаете баш се, али знаете во главно се. Така. Имате безбедносен сертификат, имате достап на информација, имате се. Така. Начелно, ако се заинтересирани, можете да знаете и повеќе. знаете и повеќе. Така. Така да а кога ги веќе да имате тие информации, морате да располагате со нив, да не направите штета. Прво треба да направите штета. Да не биде уште полошо. Да не биде полошо. Така да сериозно е вагањето. Јас знам дека луѓето очекуваат посериозни акции во однос на пресметката со корупцијата, организираниот криминал. Меѓутоа, не ветувам, али тврдам. Ќе го дочекаат тој ден. Добро. Да ве прашам за крај. Не може да разговараме за избори, а да не чујам од вице-премиер прогноза за број на советници. Ќе прифатите ли ова како и сите или да ја прескокнеме таа? Јас сум сериозен познавач на таа проблематика. Ајде да видим. Не сум сериозен познавач на проблематиката на истражување на јавно мислење и на читање резултатите. Со долго години готова го работам, многу луѓе ме прашувале да бараат толкување на одредени состојби, така да многу добро знам да ги прочитам резултатите кои се. Сака да кажете дека веќе ги знаете отприлике бројките кои ќе бидат. Јас имам некои прогнози. Ќе бидат некои луѓе многу изненадени од својот неуспех.
Јас прогнозирав за некој крајна политичка кариера после изборен Некои луѓе дебакал. ќе бидат многу изненадени од резултативе. Очигледно дека мене ме жал што многу млади луѓе тука ќе изгорат беспотребно. Али добро, тоа е нивен избор. Али знаете како, на крајот на краишта луѓето сами бираат. Знаете како, понекогаш, може би јас сум бил таков, сега не можам да се мислам дека не сум бил, јас сериозно никогаш не сум сакал да се сликам. Никогаш не сакал, али има партијата човек кој е за сликање шампион. И кога например одиме било каде, ако ми треба фотографија, ја му викам, ми треба фотографија. Ама нема проблем, ја добивам најдобрата фотографија, ме стави на најпрвото место и така натаму. Јас тоа не сакам да го работам. Али овде кога станува збор за избориве, гледам нека многу луѓе немам појма. Немам појма како да го опишам тоа. Кое задоволство има нешто да глумат, нешто да покажуваат, нешто да и да смета дека тоа има некако влијание во бирачкото тело, мислам, тоа е некаде за ниво на градинка и затоа велам дека резултатите ќе бидат катастрофални. Ќе видим изборите се тебе првиот рук е за колку помалку од 10 дена. Јас пак ќе кажам, јас предвидувам резултати за кои за некои центри ќе бидат шокантни, за некои ќе бидат крајна политичка кариера, на површина ќе излезат нови луѓе, па ќе видим и само една работа сакам. Ја би сакал само нешто друго да се случи. Извини што ќе те прекинам. Кога веќе сме тука. А тоа е? Јас само сакам ова листа да добие доволно доверба од граѓаните за да може да го контролира Советот на општина Куманово и да ја спречи некаде кај убаштината на идниот градоначалник. Тоа ми е единствената цел на овие избори. Инаку отприлике ова другото е горе-доле познат резултатот. Се знае отприлике дека некои паѓаат, некои се дигаат. Јас се надам дека она што го работиме бележи тренд на раст и дека резултатите на крај ќе бидат охрабрувачки. Охрабрувачки се резултати. Сите резултати се охрабрувачки ако даваат простор да можеме да го контролираме Советот. Добро, за крај, министре, уште еднаш благодарам што одвоивте време да бидете гост во овој подкаст. Ви посакувам успех на наредните локални избори и посебно сакам да ви посакам успех во работата во владата која имате за подобро разбирање на граѓаните на Македонија. Не беше задоволство. Да сте ми живи и здрави, да се видиме пак во некој... Се надевам на други теми, ова се локални, на други теми кои се за кои граѓаните Куманово се искрено велам, значи се сериозно заинтересирани. Ве држам за збор, нека помине овие локални избори, па таму после пред крај на годината ќе ве повикам повторно да дојдете да поразговараме за некои други теми и анализа за локалните избори и што очекувате во Куманово и Македонија во иднина. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Се надевам дека одговориме на многу прашања за кои се кумановчани заинтересирани. Останато, кога се однесува да изборите, зависи од нив, од нас. Так. Толку. Почитувани, тоа беше Иван Стоилковиќ, вице-премиер. Наредниот гост во Без пардон ќе биде некој од тимот на ВМРО ДПМН, знам, или од СДСМ, ќе видиме пупатив покана до сите, кој прв има слободен термин, ќе биде гост во ова студио. Се гледаме.